Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги, на дневен ред е извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија, каде што евидентно е дека е под блокада пристапниот процес на ЕУ интеграциите на Република Македонија. Во извештајот се нотирани одредени забелешки, но јас ќе се задржам само на одреден дел од нив, бидејќи извештајот е малку поголем. Земјата има мало ниво на подготвеност во борбата против организираниот криминал. Законодавната рамка во голема мера е во согласност со европските стандарди и мора да продолжи со напорите за спроведување на стратегиите за борбата против организираниот криминал. Постигнат е само мал одреден напредок на оперативно ниво, но мора да се работи повеќе, почитувани пратеници, за да се подобри ефикасноста при спроведувањето на законот за борбата против одредени форми на криминал, како што се перењето на пари и финансискиот криминал. Некои од претходните препораки во извештајот од 2020 година важат и понатаму. Значи, немаме напредок. Во наредната година земјата особено треба дополнително да ги зајакне евиденциите за истраги, обвиненија и пресуди за организиран криминал и перење пари и да покаже способност и ефикасност за разбивање на големи криминални мрежи, каде што тоа сега го нема. Во делот на образованието и иновациите се вели реформата на образовниот систем е бавна, а големата неосогласеност на вештините обстојува. Во делот на здравството, констатацијата и перцепцијата е дека македонското здравство е во хаос. Впрочем, тоа го се потврдува и овдека во извештајот на Европската комисија, а граѓаните и пациентите секојдневно се справуваат со неспособноста на власта и неспособното менаџирање на здравствениот систем. Регионалната сообраќајна поврзаност напредува бавно. Во делот на институционалната посветеност и правното усогласување се вели продолжи практиката на запишување на црна листа на компании поради професионална злоупотреба во фазата на набавките, што не е во согласност со релевантните правила на Европската Унија. Во 2020 година издадени се 36 негативни препораки од договорните органи, од кои 5 биле одбиени од Бирото за јавни набавки. Го знаете она склучување на јавна набавка очи во очи. Соработката помеѓу Бирото за јавни набавки, Министерството за економија, Државната комисија за жалби останува, се вели во извештајот, недоволна. Покрај тоа, треба да се обезбеди поефективна размена на податоци и информации, вклучително и со Комисијата за заштита на конкуренцијата, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата. Значи, овие работи недостасуваат во Република Македонија. Надворешна ревизија, се уште не се воведени уставните измени со кои се предвидува независност на Државниот завод за ревизија. Во однос на влијанието на ревизорската работа, препораките на Државниот завод за ревизија не се ефикасно спроведени од страна на ревизорите. Нема напредок во усогласувањето на националното законодавство со правото на Европската Унија во областа на пристапот на пазарот на трудот. Се уште нема напредок во подготовката за приклучување кон Европската мрежа на услуги за вработување ЕУРЕС по пристапувањето. Заштита на потрошувачите. Нема напредок во донесувањето на Законот за заштита на потрошувачите, ниту усогласување на националните правила за безбедност на производите со правото во Европската Унија. Потребни се дополнителни напори за дефинирање на насоките и постапките за жалба на потрошувачите и начинот на нивниот надомес. Регулаторна комисија за енергетика е во функција, но незината независност е попречена од политичко мешање. Односно, регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е под силно политичко влијание, тоест партизирана од власта. Судовите секојдневно ја убиваат правдата и покрај тоа што сега не сакам да коментирам судски одлуки, но морам да го прокоментирам еден пример за пресуда каде што имаме несериозна пресуда за многу голем и сериозен случај,
каде возачот што го прегази пешакот почина, доби пресуда од 3 години затвор. Човекот кој што е фати закоса Шекеринска, каде што не фалеше ниту едно влакно од косата, 4 години затвор. Председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, госпоѓа Ивановска, ќе каже, нема област во општеството која не е корумпирана. Значи, нема област во општеството каде што не е корумпирана. Корупција, внимавајте, толку често го слушаме зборот, што веќе стравувам дека ќе го изгуби значењето. Има долгорочни последици што ги ограничуваат шансите за успех на нашата држава Република Македонија. Ова го истакнува Кейт Мери Бърнс, амбасадорка на Соединетите Американски држави во Република Македонија. Важно е да се знае дека мора да се бориме против корупцијата. И ја имате поддршката од нас. Вие сте власт, вие треба да ја спроведите таа борба против корупцијата. Кога граѓаните чувствуваат дека не може да успеат во нивниот систем поради корумпирани политичари од врвот на власта, предводени од ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз, треба да знаете дека сето тоа ја нагризува суштината на општеството. Научивме дека граѓаните некогаш не може да добијат ни пример од извод од матична книга без да дадат рушвет или без да потплатат. И тоа е, и ова е корупција, и тоа е погрешно и штетно. Тоа е корупција што го забавува напредокот на земјата. Борбата против корупцијата е едно од основните човекови права каде што во системот на Република Македонија, во ова наше општество, затајува. Во Македонија има голем притисок врз судиите од страна на власта и сето ова е индикатор за корупција, во најдобар случај и го прави судскиот систем подложен на корупција. На овие запелешки од Стејт департментот, Републичкиот јавен обвинител се сложува со оваа констатација и во едно интервју ке вели: ќе поварам податоци за ефикасноста на секој обвинител, а од раководителите на обвинителствата ќе слушнам и предлози за надминување на состојбите кои, како што кажав, ги има констатирано Стејт департментот. Корупцијата е основна причина зошто младите ни бегаат од Република Македонија. Со ова мора сите да се сложиме. Корупцијата ја јаде исто така и економијата и ја уништива демократијата. Затоа мора силно да се бориме со неа. А која е вгнездена на високите врвови на власта, на улица Илинденска. Борбата против корупцијата мора да се спроведува секој ден и во секоја институција за доброто на секој граѓанин на Република Македонија. Општа е констатацијата дека Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ се синоним на криминални партии. Првиот генерален секретар Рашковски местеше тендери, сега е на слобода. Вториот секретар Мухамед Зекири, за него се води судска постапка. Или како први, така други, како првиот, така вториот. Ете, затоа граѓаните немаат доверба во судството или имаат доверба само во 8%. Сега веќе кога сме со факти и дела, на албанската телевизија Клан се јавува албански бизнисмен кој што превезува автомобили и луѓе внатре и надвор од државата и вели: многу проблеми имаме со македонската царинска полиција. Не мито, туку им даваме плати секој ден од 500-700 евра за автомобил. За секој патник тарифата беше 50 евра, но сега падна на 20 евра. Мито за секој човек. Тоа се обелодени и на телевизија Клан. На крај, жалам што денес не можеме да се радуваме на успесите во ЕУ интеграциите на Република Македонија, како што тоа беше во 2009 година, кога ја добивме и првата препорака за отпочнување на преговори со Европската Унија и визната либерализација. Затоа, потребни се час поскоро реформи, ама вистински реформи, или реформи во вистинска смисла на зборот. И нормално, час поскоро предвремени парламентарни избори, каде што ќе дојдат политичари кои знаат и умеат како да се справат со предизвиците кои ни престојат.
политичари кои си ја сакаат државата и денонечно ќе работат за подобрување на условите во кои живееме. Затоа, ова е најслабо оценет извештај од 2009 година наваму со оценка 1,52. Благодарам.